Иако чудниот електричен прототип Филанте Рекорд 2025 е далеку од сериско производство, тој сепак ја враќа вербата дека електричните автомобили ќе бидат неверојатно економични. На тест патеката во Мароко, возењето траело околу 10 часа и е постигната просечна брзина од 102 км на час. Она што е најинтригантен е фактот дека потрошувачката на струја изнесува 7,8 киловат-часа на 100 км. Преведено во денешната цена на струјата во домашни услови, возењето на 100 км чинело помалку од 50 денари или испод 500 денари за 1000 км. Ова на Рено е втор обид. Првиот пат летото не успеале да ги достигнат саканите аеродинамични параметри. Затоа и сега овој концепт, представен во јануари, остана без светлата, големите отвори за воздух и масивните облоги со интегрирани спойлери, задржани се само затворените тркала. За дополнително да се намалат отпорите, користени се елементи од јагленородни влакна и делови изработени од 3D печатач, а Мишлен обезбеди посебно развиени и исклучително штедливи пневматици. Во кокпитот има место само за возачот кој е во полулежечка положба. Педали не постојат, а забрзувањето и запирањето се вршат преку управувачот кој има интегрирана инструмент табла. Интересен податок е дека од вкупната тежина од 1000 килограми, 600 отпаѓаат на батериите. После поминувањето на 239 круга на тест патеката, останала неискористена струја од 11% од капацитетот на батериите. Рено Филанте Рекорд застануваше само за промена на возачите и брзи технички проверки.